Денешната епизода ја стартувам со некои нови работи и некои стари работи кои што во претходните епизоди сте ги гледале, но денеска повторно во четврта сезона ќе ги активираме. Главнината на денешната епизода ќе биде продолжение на што го започнав и претходно, документацијата. Бидејќи се наоѓам во период каде што јас ги вркам документите за моето новороденче и ми текна убаво би било да ви ги прикажам и вам, бидејќи многумина од вас кои што живеат на островот едноставно го преселуваат целиот свој живот, не се само на работа на 3, 4, 6 месеци или година дена, туку комплетно се преселуваат и нормално дека доаѓа и до зголемување на фамилијата, а нормално потоа и до поднесување на сета она документација за регистрирање на секој дете. Денеска, како тоа најдобро и најбрзо и најефективно да го направите во денешната епизода. Покрај тоа ќе се осврнам и на некои детали што се познати како статистика во последниве неколку денови во однос на работниците и она што доаѓа ново, бидејќи минатата епизода ви прикажав нешто што беше во изминатиот период, а што се случува на тоа поле токму денеска ќе видите во оваа епизода и ќе видите нешто што ви препорачувам што не би требало да го пропуштите. Значи, одиме поред. Friday, 8 p.m. New podcast. Сега, го спомнавме тематски делот кој што ќе биде како до документи кога ќе имате новороденче. Значи, прво во самата болница, во Матердей, кога ќе го имате породувањето, ќе добиете еден документ кој што е подпишан од бабицата, односно од сестрата, која што го извршила породувањето и со генералите на мајката. Чао! Подоцна се пополнува делот од формуларот во кој што вие ги пополнувате вашите генерали на таткото, лични карти, пасоши, адреса и така натаму. Што е важно? Важно е да имате покрај себе пасош, важно е да имате извод од венчалната книга. Бидејќи Македонија е подписничка на она Европска декларација за признавање на документите, во Македонија може да се извадите и документ кој што е на англиски јазик, не мора да го преведувате, дојдете кај нотар да го регистрирате за во Малта да го поднесете и преводот, бидејќи потребен е оригиналот, туку можете во Македонија да се го извадите оригинал на оној документ кој што се признава во Европска Унија, односно на секаде. Сега, ако е детето нормално родено вон таква брачна активност, тогаш се пополнува сето тоа и нема да има потреба од тој документ. Многу е интересно и важно, тоа за прв пат го видов тука во Малта. Во клиничкиот центар, во породилниот дел, во главнината каде што се случуваат сите 100% породување во Малта, е веќе година и пол отворен центар за документите, кои што ние го викаме тука Identity Malta. Тоа во превод би било како оделението за изводи што го имате во Македонија. Сега замислете такво оделение за вадење извод да имате во клиничкиот центар каде што се врши породувањето. Имате приватни болници, во било кој од приватните да имате таков центар, имате државна клиника, во тој дел од државната клиника да има таков, да не чекате. Практично, кога го имате
моментот на породување, само се симнувате доле, ги давате документите и завршене приказата. Не одите после ден, два, три, па да земате слободни денови, па да излагате од работа, па можете, не можете, па чекате таму ред и така натаму, едноставно седите тоа го правите на клиника. Многу добра финта и многу добар чекор кој што овозможува и олеснува многу токму во тој дел од постпородувањето, односно постдобивањето на нов член на фамилијата. Тоа е убаво. Има многу новини работи што се однесуваат до Матер Деј и додека бев тука, додека ги анализирав овие работи, само уште една работа, можеби никогаш не сум ја спомнал, сега ќе ви ја кажам. Многу пати ќе кажат, да, супер ви е сето тоа во странство, но кога треба да правите заби или стоматологија, секогаш се враќате дома, затоа што најлесно и најевтино. Не е точно. Во Малта е се бесплатно, здравството е комплетно бесплатно, ама не чини ни единствен цент. Ни операции, ни породување, ни било какви здравствени услуги, дури стоматологијата е бесплатна. Точно така, бесплатна. Сега се чека малку повеќе, но дали ви треба пломба, дали ви треба да вадите заб, дали ви треба да правите мостови, дали ви треба нови, дали ви треба заби да правите или така натаму. Ако имате здравствено осигурување, што е нормално, ако сте вработен, да го плаќате, ќе се пријавите на стоматолошката клиника во клиничкиот центар Матер Деј, ќе ви закажат чекање и кога ќе си дојдете на ред, ќе си ги направите услугите кои што имате потреба. За 0 евро. Точно така. Ако не ви се верува, да живеете овдека во Малта, може да проверите, да се распрашате и да си закажете услуга која што ви е потребна, стоматолошка. Значи Малта е единствена во рамките на Европска унија и тоа така ќе остане. Практично нешто слично ние повозрастните имавме така на времето во онаа држава која што живеевме сите заедно, Социјалистичка федеративна република Југославија, таму беше се бесплатно. Во Малта, единствена во Европа, сите тие работи се бесплатни. Бесплатно школство, бесплатно здравство, буквално, како што ви го кажувам, бесплатно. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Сега, од кога ќе го набавите тој документ за новороденчето, ќе треба да му извадите македонски пасош. Како тоа ќе го направите? Прво, ќе треба да извадите и извод, односно, за да не доаѓате во Македонија, тоа може да го направи некој вам близок од тука, односно што живее во Македонија, да ги активира сите тие работи што требаат, за да се пријави новороденчето да добие матичен број. Кога ќе добие матичен број во Македонија, вие во меѓувреме со изводот на матична книга, кој што ќе го добиете тука, во Малта, малтешкиот, ќе треба да одите во Валета, во Министерството, да извадите апостил. Апостил е еден печат кој што се плаќа 20 евра, кој што го верификува документот, изводот дека е таков како што е валиден и мора да се признае. Бидејќи Малта не е потписничка на онаа конвенција која што зборував пред малку Македонија, да се признаваат документите на англиски јазик без да се преведуваат, во Малта мора да вадите апостил. Тоа така се вика, значи верификација, печат. Со тој апостил, со матичниот број кој што го имате во Македонија, ќе се јавите на бројот на амбасадата во Рим, кој што веќе ви е познат ако сте ваделе пасош и така натаму. И со сите оние процедури кои што ќе ви кажат од таму како треба да ги пополните, имате една уплата што треба да направите на Министерство за дворешни работи за пасошот за новороденчето и тие ќе ви издадат со сите оние процедури кои што ќе ви ги напоменат, ќе ви издадат патен лист. Тоа е како 2 страници од пасошот, првите 2 страници, и со тој патен лист ќе можете од Малта
да влезете во авион и да слетате во Македонија, или ако нема летови, слетувате преку Солун до Македонија, го користите, например, Ryanair, со тој патен лист новороденчето можете да го донесете во Македонија и после процедурата веќе ја знаете. Си поднесувате во Министерството на надворешни работи документот патен лист, извод од матична книга на родените во Малта со апостил верификуван и брза постапка или не знам каква, го чекате пасошот македонски на вашето новороденче. Тоа е процедурата, нема друга процедура и се надам дека убаво ви ја изџвакав и ви ја пренесов за да не се мачите како треба, што треба, каде да одам, каде да појдам. Еве ја процедурата, разгледајте ја убаво и со среќа нека е. Што велат овде, congratulations, ако случајно се одлучите и имате и се породи вашата сопруга со нов член на фамилијата. On Macedonian language. И да не заборавам, многу важна работа. Ако си ги терате традициите по македонски, без разлика што се накарпава, нели мекици ќе треба да ви прават. Мекиците од стража ги нема тука. Така речено пластично. Но, јас имав прилика и затоа сакам со задоволство да ви го пренесам, да ги организирам и да ги грицнам најубавите мекици за нашето новороденче, поради кое и ви ја направив оваа епизода вака во овој дел. Во Гурмет, тоа може би го немате на распоред, но слободно може да се организирате мекици. Да ви кажам наискрено, поубава мекица во животот немам пробано и што ми е посебно задоволство. Сакам да ги поздравам сите оние наши пријатели кои што работеа на овие мекици, алал да име. Значи може да ги искористите како продолжение на ова од документите, па да се префрлите малку на слава, точно тука со македонски мекици во Гурмет. Igor Filevski Show. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Што се однесува до статистиката која што ја прикажав во изминатата епизода во однос на вработувањето, дознав еден многу интересен момент, а ако сакате да се потсетите, тогаш погледнете го тој подкаст од минатата недела.
Дознав еден многу интересен момент што е само поддршка на тоа што беше кажано тогаш. Имено, се зголемува бројката на нови вработувања, посебно во туристичкиот и угостителскиот сектор, и тоа повторно од индици и пакистанци. Имено, оваа недела се очекуваат 600 нови пакистанци и индици во една од поголемите агенции за вработување ОЗО. Ја дознав таа информација неофицијална. А верувале или не, во меѓувреме една друга националност исто така ги руши рекордите. Во моментов се регистрирани 1500 вработувања на украинци. Логично, по се она што се случува, но вакви големи бројки се фрапантни за островот, за толку мала територија, која што буквално бројка од 3-4 илјади влие на сета статистика, на цела демографија, која што наскоро ќе ја осетиме. Не е само она што го зборував, дека во ресторанните можеби квалитетот е паднат, бидејќи нагло дојдоа необучени, неквалификувани индици и пакистанци, каде што буквално доаѓате да нарачувате капучино или кафе, да не збориме за други работи кои што ви го служат ладно, кои што не личи на ништо, а не па на кафе, имате потреба да го вратите. Во меѓувреме дознаваме една бројка дека побарувачката на станови од украинци во моментов, а голема експанзија има на нови станови Малта, од украинци е огромна. Точно тоа се случува токму во овој период. Сега се поставува прашањето, а каде се балканците? Затоа што пред ковидот таа беше најголема група што го обслужуваше туристичко-угостителскиот сектор. Дел од нив замина, дел од нив се менуваат со овие нови кои што доаѓаат, бидејќи генерално поради тоа и е падната цената на исплата за час евро. Значи, ако била 6,5, 7, 8, 9 во некои од секторите, сега е за по 1 евро падната, некаде и 1,5, заради тоа што собствениците во вакви ситуации сепак одлучуваат да намалат од своите давачки по цена на квалитет. Страшно лошо. Затоа имаше големи студии во изминатиот период после ковид. Ајде, ако можеме да кажеме после ковид, бидејќи некако се завршува целата приказна со ковидот, полека, чекор по чекор, имаше големи студии како германците го имаат поради тој ексцес што го имаат направено замена на балканските работници со сириско-афганистански и пакистански нови вработувања кои што на нивно место доаѓаат за многу помали плати и како квалитетот после 10 до 15 години го осетиле на енормно големо ниво во самата држава на сите сфери, во сите нивоа, тоа очигледно дека исследува и на Малта. Нема веднаш, иако вака на прв чекор ги гледаме работите, кога ќе влезеш во продавница, кога ќе одиш на шалтер, посебно кога ќе влезете во ресторан или во хотел, каде што услугата е многу падната, поради тоа што имате ресторан новоотворен, го отвара комплетно со цела инфраструктура што треба врвна и одеднаш имате неквалификувани, неоспособени, на кои што прво вработување апсолутно име тоа и мисля дека, окей, келнер, нема гајле, ајде, кувар, нема гајле, може секој, не може секој, апсолутно, и за тоа треба струка и таа струка треба се цени, без разлика што малку имаме понекогаш друг однос кон се до тоа. Затоа е квалитетот паднат и оние студии кои што пред малку ги спомнав, веројатно ќе се отсликаат и на Малта во некој следен период од 5-6 години. Дали ќе има освестување и дали тоа ќе се промени и повторно ќе се бара квалификуван кадар, не знам. Од овој аспект сега, мислам дека тоа е нешто што не е добро за да се спомене, а се случува. Igor Filevski Show. Од
денес ја враќаме во живот рубриката која имавме во втората сезона, а беше посветена на книгата. Овој пат ќе ја дополниме со префиксот македонска и ќе ви ја представам едната минута за книга од македонски автор, која ви ја предлагам да ја прочитате и да си ја имате во вашата домашна библиотека. А ако ја немате се уште создадено вашата домашна библиотека, време е да почнете, бидејќи знаете како е правилото. Не троши време на луѓе чии телевизори дома им се поголеми од библиотеките. За оваа недела ќе ви ја представам да ја набавите Гравитација од Емилија Тодорова, македонка од Австралија. Книгата може да ја најдете и бесплатно во Агенцијата за иселеништво во Скопје. И тоа значи, уште еднаш да повторам, бесплатно. Браво за потегот на Емилија Тодорова. А што се однесува до делото, ќе ви открием малку од ова ремек дело. Тоа е еден мозаик на прекрасно склопени приказни, низ чисти мисли, со големи експресии, а представени низ прецизно одбрани зборови. Додека ужива во читањето ми се редеа слики низ умот од типот на комбинирани кратки филмови кои да беа создадени од Пикасо и Дали. Емилија Тодорова е вредна и важна да се има во сопствената библиотека, бидејќи како ретко друг македонски автор ги враќа во живот старите архаични, типично македонски зборови, не дозволувајќи новото време да ги затруба во заборав. Значи за оваа недела, открите ја Гравитација, ќе си поминете едно прекрасно време. Friday, 8 p.m. New podcast. ФК Македонија во летната лига не успеа да го освои шампионскиот трофеј, иако беа на чекор. Но она што радува и честитките треба секако да им ги упатиме, е тоа што на листата на најдобри голгетери се најдоа токму тие и на листата на најдобар голман токму ги имавме ФК Македонија. Честитки за нив и јас само да најавам дека следната сезона започнува на стартот во октомври и на самиот старт го имаат дербито на лигата со најсилните, со оние од кои што загубија во борбата за трофеј, се среќаваат во првото коло. Значи, дечки, ви честитам за претходното прикажано, а оваа година уште посилно да се одбрани трофејот. Тоа ќе биде и следна тема во нашите епизоди, постојаното следење на нашата ФК Македонија во Малта. On Macedonian language. Тоа е се во денешната епизода. Се надевам дека ви се допадна и се надевам дека ги исполни вашите очекувања. Нормално секогаш дека може да биде подобро и ќе се потрудам во следната да има уште поинтересни работи. Останете ми во добро здравје. Следува Out и In, што беше Out и In во изминативе 7 дена. Се гледаме за 7, повторно во петок, навечер, во истиот термин и подоцна како подкаст ќе може да го гледате кога и да сакате со ова што ви го најавив пред малку. Биете ми во добро здравје! Run it,
Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.